и со мачење во женскиот затвор, понижување, малтретирање. Па вика, така беше, меѓутоа не се кажуваше за тие страотни методи. Прво, луѓето избегнуваа да бидат херои. Постојано ми се говореше дека она е среќна, затоа што доживеа слобода и што не има нас, сестра ми и мене као деца, а дека тие страоти да не се повторат. Баба Роса, која е на исти начин малку по-изразито бунтовна, тоа биле акции заедно со раздвижувањето во турското население, во муслиманското население за правата на жените. Тука е прашањето на облекувањето, на принципите на вероисповеста, на затвореноста на жените и пошироко преку агитации во домовите. Баба Роса Плавева од Плавевци, тие се од групата на Главинов, од социјалистите од Велес и Скопје, била следена будно од отоманската полиција и во една прилика ја затекнува со писмо од Ленин. Таа се обраќала до левичарот, у почеток социјалдемократа, после бојшевик Владимир Илич, на кој што му пишувала за националните права на македонците, меѓутоа воопшто националните права и правата на жените. Во таа рација, кога таа забележува дека е следена, она го готнала писмото, белешката, и да подсетија мачења на Баба Роса. Тоа биле идеализми од свој вид, колку може да донесат промена. Лилјана Манева ја доживува среќата да го штити со третата ударна македонска бригада како заменик политички комесар заседанието на АСНОМ. Потоа доаѓа во ослободено Скопје, учествува во ослободувањето на Скопје како комесар на 42-та дивизија и главниот штаб, и потоа почнува сите државни активности, меѓу другото и обука во така наречените воени школи. Она е со чин мајор. Не може да се премолчи кога се говори за Скопје и Невена Ѓоргиева Дуња, не може Вера Јоцич, не може Вера Циривири и Веселинка Малинска, која е од Куманово, активна и во Белград. Го пренела Јосип Брос на слободна територија од Белград. Еве, од нашите жени, тоа се што доаѓале во нашата куќа, и Вера Ацева, од пријателките, кои се без разлика на географијата, во зависност од должностите и патувањата, се вкрстувале со многу идеи.